вечер од студиото во Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Американците денеска му одаваат последна почит на сенаторот Тед Кенеди, кој почина во вторникот на 77 годишна возраст. Веќе втор ден илјадници лица минуваат покрај ковчегот на сенаторот Тед Кенеди, поставен во библиотеката и музеј на неговиот брат, поранешниот американски претседател Џон Кенеди. Ужалостените му даваат последна почит на овој влијателен законодавец и последен член на генерацијата Кенеди вклучени во политиката. Во библиотеката за денеска е планирана и приватна служба. Долгогодишниот сенатор од редовите на Демократската партија почина во вторникот откако ја загуби битката со тумор на мозокот. Председателот Барак Обама за време на утрешната миса во Бостон ќе одржи почесен говор. Сенаторот Тед Кенеди ќе биде погребан утре на националните гробишта Арлингтон во близина на Вашингтон. Приватната средба меѓу актуелниот председател Хамид Карзаи и специјалниот американски пратеник за Афганистан и Пакистан Ричард Холбрук добила непријатна атмосфера кога Холбрук го покренал прашањето за информации за измама и лажирање на гласачките листчиња на неодамнешните избори во Афганистан. Официјални американски лица подсетуваат дека еден ден по одржувањето на председателските избори на 20 август, Холбрук го повикал Карзаи да го почитува изборниот процес како конечниот ишод, така и евентуалниот втор круг на гласање ако е потребно. Официјален представник рече дека Карзаи со негодување примил забелешката на Холбрук. Портпаролката на американскиот Стейт Департмент ги демантираше извештаите дека Карзаи заминал од средбата. Северна и Јужна Кореја се согласија да одржат нова рунда за повторно обединување на раздвоени семејства, прва таква средба во речиси 2 години. Двете држави постигнаат договор во петок по 3-дневните разговори во севернокорејското одморалиште Монт Куанганг. Обете страни се договорија да одржат 6 дена на привремено обединување во кое ќе бидат вклучени 200 семејства. Процесот на обединување ќе почне на 26 септември, еден ден пред почетокот на еден од најзначајните празници за Кореја. Договорот е последниот знак за намалување на тензиите меѓу обете страни, поречиси едногодишно заладување на односите и меѓусебни непријателски акти. Последен пат повторното обединување на семејствата се случи во октомври пред 2 години. Објавен извештајот на ЦИА со назнаката строго доверливо за методите на испрашување на лица осомничени за тероризам, актуелната администрација овој извештај го објави под притисок на Синдикатот за граѓански слободи на САД. Извештајот е на 109 страници. Скоро половината се уште се водат под назнаката строго доверливо и не се достапни на јавноста. Во него детално се опишани методите на испрашување на високи членови на Ал-Каида, кои беа осомничени за учество во терористичките напади од 11 септември. Јавниот обвинител Ерик Холдер е назначен на чело со истрагата. Иако го поддржува неговиот обвинител, председателот Обама изрази внимателност околу можноста за покренување обвинителни акти против испитувачите, доколку тие ги почитувале правилата за употреба на методи во тоа време. Мора да ги оставиме тие методи каде што припаѓаат, на минатото. Тие методи не представуваат нас и не се дел од Америка. Мајко Барони од конзервативниот американски институт Enterprise вели дека назначувањето обвинител е погрешен чекор, затоа што одделот за правда веќе изврши истрага и одлучи да не покрене обвиненија. Поранешниот подпредседател Дик Чейни во соопштение во понеделникот рече дека испитувањата на ЦИА обезбедиле информации кои спречиле идни напади. Со него се согласува и Мајкл Барони. Со нив заштитивме американци, заштитивме луѓе ширум светот поради информациите кои ги добивме користејќи техники за испрашување. Методите беа ефикасни. Администрацијата на председателот Обама формираше специјален оддел кој треба да врши испитување на осомничени терористи. Одговорноста ќе биде поделена меѓу ЦИА, FBI и Белата куќа. Сите различни елементи од разузнавачката заедница ќе работат кон добивање разузнавачки информации со досегашните методи, кои се содржани во правилникот на армијата. Се уште е нејасно дали суровите методи на испитување од страна на ЦИА обезбедиле валидни информации. Последниот извештај на ЦИА наведува дека е тешко да се даде соодветен одговор.
Од ерата на Месопотамија преку Ренесансата па се до денес, уметноста на мозаиците и натаму е привлечна. Ја има насекаде, дури и на улиците. Има многу луѓе кои немаат пријатели. Може да се многу осамени, тоа е дел од начинот на живот во Њујорк. Јас не сум еден од нив. Сум сретнал повеќе од 1 милион луѓе. Ова е Джим Пауер, познат како човекот што прави мозаици. Станал интегрален дел од долната источна страна на Њујорк. Не може да се избегнат неговите мозаици кои упатуваат на луѓе, веб страници, локации и бизниси. Си дадов задача да ја променам насоката на глобалната уметност, со правење мозаици од отпад или рециклиран материјал, вели тој. Раскажува дека од 1987 живее во Долен Менхетан, а дека се откажал од плата од $8,000 месечно за да прави мозаици на улица. Како хиероглифското писмо, мозаиците на Джим се изградени да траат и се безбедни за интеракција на луѓето со нив. Ако ги допрете, мазни се, убави за допит. Прекрасно е, нели? Вели Пауер. Ова девојче му раскажува дека сонувала како сите згради и целиот свет бил полн со мозаици. Нему му се допаѓа таквата представа и самиот го замислувал светот таков. На некои мозаици Пауер им оддава почит на загинати. Ја прикажува историјата од 11 септември, преку креирање пораки за оние кои го загубија животот. Себе си се нарекува раскажувач на историјата. Става многу историја во овие нешта што на некој начин не поврзуваат, вели тој. Тој е свесен дека неговата работа нема смисол без јавност. Без тоа, вели, би било само уште едно парче труд оставено некаде. Дошол овде да направи нешто. И додека сите се прашуваат што прават на оваа планета, тој вели, го знае одговорот за себе. Овде е да работи. Нема друг избор. Во понеделник во Newsflash, како да се надмудри Алцхаймеровата болест. И тоа е се што ви подготвивме за ова издание. Ова беше Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јулија Велковска. За најновите содржини ве покануваме да погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатен викенд и гледајте на понеделник.